Ние вечерва ќе ја завршиме нашата тема помирување, иако таа нема да се вика помирување четврти дел, туку ќе се вика Азазел. Знаете ли кој е Азазел? Сега да беше тука помеѓу нас некој побожен католик, кој што е упатен во значењето на ова име, едноставно би се прекрстил, како и во секоја ситуација кога се кажува или кога тој самиот се наоѓа во некоја опасност. Азазел е името на самиот Луцифер, едно од неговите имиња, но во случајов често пати се поврзува со еден јарец. И сега веднаш второ прашање, зошто во сатанизмот ѓаволот е представен како јарец? Помеѓу другото се разбира. Шо мисли? По сатанизмот? По сатанизмот? Знаете дека ѓаволот е представен како јарец во сатанизмот? Знаете ли, не знаете? Добро. Сега, зошто е тоа така, дали знаете? Токму така. Како се вика поинаку јарец? Поинаку, да. Па, балкански. Прч. Сега, ако сакате да биете прч или прчла, односно, ако сакате да се прчите, тогаш вие сте сатанисти свесно или несвесно. Сакале, признаеле или не. Знаете, во книгата на Роже Морно, сатанскиот свештеник вели, има разни лиги на сатанисти. Оние кои што свесно го обожуваат сатаната, тие играат во првата лига. Меѓутоа тие се малку на број во целиот свет. Но повеќето неверници, атеисти, па дори голем број религиозни луѓе, па дори голем број христијани, барем така што се нарекуваат, се обожаватели на сатаната, без да се свесни за тоа. Таквите играат во пониски лиги, според зборовите на сатанскиот свештеник. Значи, единствената тема, значи, во врска со помирувањето, која што до сега не ја покривме, представува еден јарец во третата книга Мојсеева, 16 глава. Истата таа глава, со која почнавме минатиот месец со темата Јом Кипур, или Денот на помирувањето, па ќе отвориме во третата книга Мојсеева, или Левитската книга, 16 глава, и да видиме за кој јарец тука станува збор. Досега за кој јарец зборувавме кога е во прашање помирувањето и денот на помирувањето? За жртвениот јарец или за господовиот јарец, како што е наречен во таа глава. Што се правило со крвта на тој јарец? 7 пати се прскал по клопецот на милоста од страна на првосвештеникот на денот на помирувањето. И тој чин представувал помирување за целиот израелски народ. Сега, да повторам, за оние кои што не беа упатени и кои што не ги гледа или слуша претходните проповеди на оваа тема, досега, претходните 2 саботи, зборувавме на 3 теми под наслов помирување, за тоа што е погрешно во адвентистичкото учење заради непознавање или неприфаќање на вистината за оправдание со вера,
кога станува збор за светилиштето. Што е погрешно во толкувањето на светилиштето во историскиот адвентизам, заради неприфаќање или непознавање на вистината за оправдание со вера, поточно на универзалното законско оправдание. Значи, уште еднаш ќе повторам. Помирувањето било универзален чин, што првосвещеникот го правил за целиот еврејски народ, за целиот Израел, на денот на помирувањето. Наспроти тоа, историскиот адвентизам верувал дека помирувањето е поединечен чин, што се прави за секој верник поединечно, и на тој начин помирувањето се бркало со небесниот истражен суд. Меѓутоа, ние докажавме дека според Библијата, помирувањето прво требало да се случи, било проречено од пророкот Даниел, дека требало да се случи во рок од 70 седмици, значи требало да се случи пред 2000 години, не да почне или да се случи 1844 година. Докажавме исто така дека чинот на помирување што го правил еврејскиот првосвещеник на Јом Кипур за целиот народ истовремено, одговорал на универзалното законско оправдание. Христовата жртва принесена за целиот свет и признавањето на таа жртва од страна на Отецот кога тој се вознал во небесното светилиште и пред сите свети ангели, како помирница, жртва со која што Господ истовремено го помирил целиот свет со себе. Затоа читавме докази и во второто послание до Коринтијаните, затоа пишува Елена Вајт. Понатаму рековме дека постоела една друга битна заблуда, и таа заблуда, верувате ли не, мијатата сабота навечер ја слушнав од еден познат адвентистички проповедник, на интернет беше постирано едно негово видео, едно негово предавање. Значи, токму мијатата сабота вечер, кога зборувавме за помирувањето трети дел, и кога реков дека адвентистите верувале, што било погрешно, може би некој се уште верува, не може би, тоа сигурно, дека светилиштето се осквернувало само со оние гревови кои што израелците ги исповедале и за кои што се каеле и кои што преку крвта на жртвите за грев влегувале во светилиштето. И токму таа мисла беше кажана од овој проповедник на проповедта што беше објавена на интернет мијатата сабота. Истата таа мисла. Значи, се уште се зборува, се уште се проповеда нешто што е погрешно, само затоа што луѓето, колку и да се упатени во Библијата, имаат една многу лоша навика. Која е таа навика? Тоа е навиката што не сакаат да мислат. И што вели една македонска новинарка, не вклучуваат мозок. Никогаш не треба априори да прифаќаме нешто, само затоа што имаме доверба во некого. Дали е тоа вашата верска заедница, ваш омилен пастор, проповедник или теолог, не знам што. И вие денес треба да вклучите мозок, како мудрите евреи од верија, за да разберете дали јас ова што го зборувам е вистина или не. Ако ми верувате, ако имате доверба во мене и на тоа се надевате, тешко вам, тогаш сте неразумни или безумни, како галатјаните. Значи, докажавме врз основа на стихови од Стариот Завет, од законот Мојсеев, дека светилишто се осквернувало со сите направени гревови, без оглед дали се тоа гревови за кои што луѓето се каеле, дали тоа биле исповедани накнадно гревови, или никогаш не биле исповедани. И сега забележите една последица на ова погрешно верување, што досега не ја споменав во претходните две саботи. Ако продолжуваме да веруваме дека светилишто се осквернувало само со гревови за кои што луѓето се каеле, а адвентистите истовремено веруваат дека малиот рок во Даниел 8 глава, тој што го осквернувал светилиштето, кое што потоа требало да се очисти на крајот од 2300 денови и ноќи, представува папството, тогаш, бидејќи папството никогаш не ги променило своите ставови, никогаш не се покаяло за своите, да речеме, прогонства или гревови, како сакате,
речете, ќе испадне според адвентистите дека никогаш светилиштето не било осквернато од малиот рог. Малиот рог никогаш не се покајал, никогаш не го исповедал тој грев, за да светилиштето се оскверни само со такви гревови. А Данијел 8 глава зборува дека малиот рог го осквернил светилиштето. Тоа е контекстот. Па како тогаш ќе се чисти светилиштето после 2300 денови и ноќи, ако тоа се осквернува само со исповедани и покајани гревови. Малиот рог не се покајал. Кој год да е малиот рог, не се покајал тој за своите гревови, ниту ги исповедал своите гревови, за да светилиштето се чисти само од такви. Напротив, светилиштето треба да се очисти од сите гревови, затоа што било осквернато од сите гревови, направени од Божиот народ. И сега последната заблуда што треба да ја расчистиме е едно друго погрешно учење, а тоа е дека откако светилиштето ќе биде очистено, и ова било традиционално адвентистичко учење, и до ден денес. Откако светилиштето ќе биде очистено, како што се верува, значи, само од исповедани и покајани гревови, тогаш тие гревови ќе бидат ставени врз, положени врз сатаната и тој ќе биде казнет или осуден, мачен, како сакате речете, заради тие гревови, што тој ги поттикнал припадниците на Божиот народ да ги вршат своевремено. Било евреите, било христијаните. И со тоа испаѓа дека ѓаволот ќе биде казнет само за оние гревови заради кои што Божиот народ се покајал. Како да за другите гревови за кои што луѓето не се кајале, ѓаволот нема да биде крив. Ќе биде ослободен од тие обвиненија и на тој начин испаѓа, како што има забележено еден автор уште пред 100 години, испаѓа дека Бог го наградува ѓаволот за својата ѓаволштина. Значи, ѓаволот е тој кој што терал луѓе да прават грев и така бил вешт во тоа, што, значи, ако упропастил со тоа еден куп луѓе, кои што не се покајале, кои што никогаш не добиле прошка за тие гревови, тогаш он нема да биде казнет за тие гревови. Туку ќе биде казнет само за оние за кои што луѓето се покајале и се спасиле од тие гревови. Значи, испаѓа дека, како да Бог му вели на ѓаволот, ако бидеш доволно вешт да упропастиш шо повеќе луѓе, толку помала казна тебе ќе те снајде. Како е можно да се размислувало цели 160 години вака, уште од пионерите на адвентизмот до денес? Се разбира со честни исклучаци. Да видиме сега што учи уште самата Левитска книга, значи во врска со земското светилиште, за тоа за кои гревови или кои се гревови требало да бидат положени врз вториот јарец, јарецот што го представува Азазел, дали само тие гревови за кои што луѓето се покајале, кои што биле исповедани, бидејќи наводно само тие го осквернувале светилиштето и само од такви светилиштето требало да биде очистено. Значи, Левитска книга, трета книга Мојсеева, 16 глава. Ке почнеме да читаме од 10 стих. 16 глава. А јарецот или козелот, како што велат некои преводи, на кој паднала ждрепката за отпуштање. Значи, едниот бил господовиот рец кој требало да биде заклан. И со него да се изврши помирувањето и очистувањето на светилиштето. 10 стих. Но има и друг јарец, бидејќи биле два јарца. А јарецот на кој паднала ждрепката за отпуштање, да го постави жив пред Господ, за да изврши над него обред за очистување и да го пушти во пустината за отпуштање. Потоа Арон да го приведе телето како жртва за грев за себе и ќе се очисти самиот и домот негов и да го принесе како жртва поради гревот свој. А потоа да земе каделница полна со разгорен јаглен од жртвеникот, што е пред Господ, и да ги наполни рацете со иситнето миризливо кадиво, и тоа да го внесе зад завесата, значи
во светињата на светињите, на денот на помирувањето, и да го стави кадивото врз огнот пред Господ, и димот од кадивото ќе го покрие очистилиштето, што е над ковчегот на заветот, за да не умре. Сега, после тоа следи 14 стих и понатаму 15 и 16, што веќе ги проучувавме на Јом Кипур, во врска со самото помирување и очистување на светилиштето, но ние сега ќе се префрлиме на 20 стих. Во 20 што вели? Па откако ќе го очисти светилиштето, скинијата на собранието и жртвеникот, ќе го приведе живиот јарец. Значи, тој е за отпуштање. Потоа да ги положи Аарон двете своји раце врз главата на живиот јарец. Двете раце врз главата на живиот јарец. И што да направи? Што читаме? И да ги исповеда над него сите беззаконија на синовите израелски и сите нивни престапи и сите нивни гревови. Кои гревови биле положени врз главата на Азазел? Само тие кои што израелците ги исповедале, кои што биле покајани. Само такви треба сатаната да биде казнет. Наводно сатаната бил тој кој што има мотивација дадена од Бога, што повеќе луѓе да упропасти, за да тој самиот помалку биде казнет. Напротив, Библијата вели дека сатаната ќе биде казнет за сите гревови кои што ги направил Божиот народ. Без оглед дали тие гревови биле исповедани или не. Без оглед дали луѓето се каеле за тие гревови или не. Без оглед дали луѓето се спасени што ги направиле тие гревови или не. Зошто? Бидејќи тој е автор на сите тие гревови. Не може вие да не бидете виновни за гревот што сте го потикнале некој друг да го направи, само затоа што тој другиот не се покајал. Како може вашата одговорност да исчезне, само затоа што тој другиот не се покајал. Значи, сите беззаконија на синовите израелски, сите нивни престапи, сите нивни гревови ќе ги стави врз главата на живиот јарец и ќе го пушти преку раката на определен човек во пустината. Значи, тој јарец не требало да се убие, како што било случај со господовиот јарец, туку требало да биде пуштен жив, избркан во пустината. И тој ќе ги понесе, јарецот ќе ги понесе врз себе сите нивни беззаконија. Повторно, колку беззаконија? Кои се беззаконија? Сите нивни беззаконија во непроводна земја. Непроводна. Што значи тоа? Пустиня. Што значи тоа? И да го пушти јарецот или козелот во пустината. И понатаму се вели, тогаш Арон да влезе во скинијата, да ги соблече ленените одежди во кои беше облечен пред привлегувањето во светилиштето, да го измие телото свое повторно со вода на свето место, да ги облече своите алишта, па штом ќе излезе да принесе жртва се паленица за себе и за сиот народ, и ќе се очисти себе си и сиот народ. 26 стих вели дека дури и оној човек кој што бил определен да го одведе јарецот за отпуштање во пустината, кој ќе се врати, треба да ја испере облеката своја, да го измие телото своје со вода и потоа да може да влезе во населбата. И потоа следуваат завршните зборови од оваа глава, кои што ние исто така ги читавме на Јом Кипур. На овој начин гледаме дека живиот јарец ги однал со себе сите беззаконија на синовите Израелови. Каде ги одвел? Во непроводна земја. Зошто овој јарец не требало да биде убиен? Сега ќе рачистиме една заблуда што ја има протестантскиот свет во врска со овој јарец.
Значи, до сега рачистивме 4 заблуди што ги имале адвентистите на седмиот ден во врска со светилиштето и помирувањето. Но сега рачистиме една протестантска заблуда. Протестантите, не сите се разбира, критикувајќи ги адвентистите, имале став дека овој јарец, живиот јарец, представува символ на Исуса Христа, бидејќи врз него биле положени сите гревови и беззаконија. Дали е тоа точно? Не. Кој од двата јарца е символ, го представува Исуса Христа? Тој што бил убиен, жртвениот јарец. Или самата 16 глава ни зборува Господовиот јарец. Со крвта на тој јарец, бидејќи тоа било жртвата што ја принесува првосвештеникот, се оправдувал и се измирувал целиот народ со Бог. Рековме, Израелецот не се оправдувал и не се измирувал со Бога со својата жртва за грев, што ја принесувал било кога во текот на годината, кога се каел за некој грев. Туку со таа жртва што тогаш ја принесувал, Израелецот ја изразувал својата вера, дека ќе биде очистен со жртвата на неговиот првосвештеник на денот на очистувањето. Ќе биде помирен со Бога на денот на помирувањето. Кога Израелцот би се оправдувал со жртвата што тој ја принесува, од своите пари, од своето стадо, тогаш би се оправдал со дела. Тоа не би било ништо поинаку од католичкото купување индулгенции за простување на гревовите. Значи, Господовиот јарец го представува Исуса Христа, бидејќи со крвта на тој јарец било извршено помирување за целиот народ и било очистено, се очистувало светилиштето од сите гревови, од сите престапи на Божиот народ. Тоа што го представува живиот јарец. Да. Азазел. Че знаете зашто во сатанизмот сатаната е представен како јарец, како прч. Затоа што живиот јарец го представува него. И сега можеби ќе се запрашате, па како тоа, зошто? Зошто? Каква логика има сатаната да не биде убиен? Зошто да не биде убиен? Зошто да не биде казнат? Зошто тој да не биде убиен, туку тој јарец се бркал во пустината? Да, зашто на денот на помирувањето во Стариот Израел не се убивал јарецот што го представува сатаната, или според еврејската традиција Азазел, туку тој јарец со сите беззаконија положени врз неговата глава бил бркан одведуван во пустината. Па јас ги прашувам и нашите гледачи и нашите слушатели, меѓутоа тие не можат да ми одговорат во момента. Што рече Даниел? Добро. Добар одговор. Меѓутоа, што тогаш представува пустината? Значи, кога станува збор за пустината, ќе се сетиме дека израелскиот народ бил во пустината. Патувал низ пустината. Така. За црквата било проречено дека ќе биде прогонета во пустината, кај што ќе се храни 3,5 години или 42 месеци или 1260 дена. Жената блудница, што јава на голем црвен звер во Откровение 17 глава, е видена исто така во пустината. И што представува во сите овие случаеви? Пустината. Можеме да речеме место на прогонство. Да, казна може да се рече, бидејќи кога зверот ја добил својата навидум смртна рана, отишел во пустината. И таму бил виден во Откровение 17 глава и блудницата како јава на него. Или место на транзит, како во случајот со израелскиот народ. И како врска има се тоа со станата?
ќе отвориме во Откровение, која глава? Откровение 20 глава. Ќе отвориме во Откровение 20 глава. Почнам да читам од првиот стих. Потоа видов како од небото слегуваше ангел кој го имаше клучот од бездната и голема верига во раката своја. Го фати змевот, древната змија која е ѓаволот и сатаната, и го врза за 1000 години. Значи, тогаш кога сатаната ќе биде поразен, ќе биде врзан за точно определено време, за 1000 години. Потоа го фрли во бездната и го заклучи, ставајќи печат врз него, за да не ги лаже веќе народите до завршувањето на 1000 години. А по ова време тој треба да биде пуштен, но за малку време. Еве што представува пустината за него самиот. Понатаму 8 стих вели дека после 1000 години тој ќе биде пуштен, кој ќе се навршат 1000 години, 7 стих, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој и ќе излезе да ги лаже народите по 4 краишта на земјата, повторно ќе искочи да лаже, и луѓето повторно ќе му веруваат. Без оглед дали се дрмр или обични лаици, луѓето ќе му веруваат, ќе веруваат на лагите. Зошто? Луѓето сакаат да бидат излажени. Кога на луѓето не им е мила вистината, тогаш тие ќе поверуваат на лага, бидејќи така сакаат. Затоа и вели апостол Павле, ќе поверуваат на лагата, на силата на измамата, сите оние кои што заради волја на вистината не сакаат да бидат спасени. Сите оние кои што вистината сега не им е мила, кои што сега не сакаат да ги поднесат жртвите заради Христа и неговото име, кои што сега не сакаат да се откажат од светот и од гревот, кои што сакаат да живеат во гревот, тие ќе поверуваат на измамите. Без оглед дали се мудри или не, учени или не, образовани или не. Сите тие ќе поверуваат на сатанските измами и лаги. Тоа цели народи. Гог и Магог, и да ги собере за војна, нивниот број е колку морскиот песок. Те излегоа по ширината земна и го заобиколија живеалиштето на светиите и возлюбениот град, и падна од Бога оган небесен и ги проголта. А ѓаволот што ги лажеше беше фрлен во огнено и сулфурно езеро, каде што е зверот и лажниот пророк. Тие ќе бидат мачени дење и ноќе во векови. Можеме да читаме и понатаму до крајот на целата ова глава, но заклучокот е јасен. Со сите гревови за кои што е тој виновен, на кои што го натарал целиот човечки род, сатаната ќе биде не уништен веднаш при второто Христово доаѓање, туку ќе биде врзан за 1000 години. Односно, тој самиот ќе биде, символично кажано, фрлен во затвор, во бездна, или можеме да кажеме отеран во пустина, во непроводна земја, во самица, вели Борче. Ќе биде сам. Се сеќавате на текстот во Евангелијата, кога Исус објаснува што се случува со човек кој што бил очистен од демони, а потоа се враќаат истиот тој демон со 7 други полоши од него. Исус таму вели од непроводна земја. Тој демон бил, кога бил изгонет од човекот, кога човекот бил очистен, тој демон шетал низ, талкал по непроводна земја и не наоѓајки мир, си вели во себе си да се вратам ја повторно во моето старо живеалиште.
Дали ова звучи познато за нашиот живот? Дали сме се вратили на старите гревови? Дали имаме искуство да се вратиме на нешто, од што Господ веќе не ослободил првпат и не избавил со својата крв? И потоа вели се враќа со 7 други демони полоши од него. И го наоѓа домот уреден, изметен, очистен. Че тој е очистен дом. Кој го очистил? Сега, зашто Светиот Дух го очистил, зашто сега е празен тој дом? Зашто нема никој за да можат овие демони повторно да се селат? Еве опасноста што се крие за секој еден од нас. Кога еднаш ќе бидеме очистени и оправдани со вера, и посинети преку Светиот Дух, кој што Господ го праќа како залог за посинувањето, ние можеме многу лесно од таа позиција да паднеме или да се оладиме и повторно да паднеме во беззаконие, или да паднеме во легализам, каде што повеќе Светиот Дух нема да има место во нашето срце, нашето срце ќе си остане чисто, уредно и изметено. До кога? Додека не дојдат овие полоши од првиот. Како ќе наслутиш кога компасот ти е расипан, кога Светиот Дух отстапил од тебе, затоа што ти си премногу горд и паметен и ништо не ти треба. Значи, тој дом го наоѓа демонот уреден, очистен. Значи, тука не се работи за светски грешник, се работи за уреден адвентист, да речеме. Но, кој што е премногу горд, уреден лаодикеец, од кој што бил изгонет прво Светиот Дух, за да потоа овие другите најдат празен, ама очистен дом. Нека Господ не чува од ова, од отворени беззаконија, од отворен отпад и враќање назад во светот на гревот и пропаста, или погибелта, како што вели Божјата реч, но да не чува и од легализмот, кој што е поопасен, бидејќи ние мислиме за себе, дека е се во ред со нас. Овие барем не мислат, се откажале од Христа и се вратиле во светот. Но ние мислиме дека е се во ред со нас, всушност не е. Тоа е многу поопасна ситуација, многу поопасна заблуда во која што се нашол еврејскиот народ, еврејските водачи и еден куп христијани од тогаш до ден денес. На тој начин завршивме со темите за помирувањето, па и со ова последнава за Азазел.